Добро вечер, почитувани гледачи. Ова е емисијата Отворено со општината, а мој гостин вечерва е господинот Зоран Узунов, раководител на одделението за инспекцијски работи во образованието, спортот, финансиите, угостителството и туризмот. Со него ќе разговараме на теми поврзани токму со работата на ова одделение. Господине Узунов, најпрво добре дојдовте во програмата на ТВ каналот ВИС. И еве за почеток, дали може да поразговараме околу тоа што всушност представува работата на ова одделение во секторот на општина Струмица? Добро вечер и добро ве најдов. Ви благодарам на поканата да гостувам во оваа емисија. За почеток јас би ја кажал личната карта на ова одделение, кое има голем наслов. Меѓутоа ќе кажам дека во ова одделение учествуваат просветен инспектор, инспектор за спорт, инспектор за утврдување и наплата на даноци, инспектор за угостителска и туристичка дејност и еден даночен извршител. На самиот почеток еве да кажеме дека всушност вие сте и просветен инспектор, ова заборавив да го нагласам, покрај тоа што се раководител на ово одделение. Повелете да се запознаеме што всушност подразбира инспекцијските работи на еден таков широк спектар на активности кои што ги има. Така, инспекторите најчесто не се умилени во кај народот, нели, кога се каже инспектор, веднаш се мисли на нешто лошо, меѓутоа ќе кажам дека инспекторот си ја гледа својата работа и самостојно одлучува во делот на својата надлежност, утврдена со закон. Така да сите инспектори си работат според своите утврдени одредби од законите, значи закон за спорт, закон за угостителска и туристичка дејност, закон за просветна инспекција, закон за даноци на имот и така натаму, и други правилници и други акти кои се донесени за работа на тие инспектори. Најчесто програмски се работи, значи се изведува еден редовен инспекцијски надзор според утврдена програма, потоа следи, ако има потреба за вонреден надзор и контролен надзор. Така, кои се законските прописи по кои што се работи во ова одделение? Значи вака, секој инспектор треба да остварува увид во извршувањето на законските акти и други прописи кои важат од неговата надлежност, да спречи незаконско движење или извршување на законите и други акти и се разбира да спречи спроведување на такви действија, работи и постапки кои би допринеле до неефикасно извршување на работата, односно самите странки на терен да дознаат дека е потребно да се изврши еден инспекцијски надзор за една превентивна активност. Тие доволно добро да го познаваат законот и одредбите од законот кои важат за нивната работа, меѓутоа и да не постапуваат спротивно со законот. Така. Во Струмица има доста угостителски објекти. Верувам дека е обемна работата на инспекторот во угостителството. Како е со останатите области кои што ги покриват? Да, ќе спомнам, инспектор за туризам и за угостителство и туризам може и така да го кажеме. Значи има доста работа во тој дел и се труди да изврши увид на сите угостителски објекти. Угостителските објекти се делат на угостителски објекти за сместување и угостителски објекти за исхрана. Кај нас во општина Струмица постојат огромен број на угостителски објекти за исхрана, а моментално располагаме со податок за 13 хотели и мотели кои работат на територијата на помалата територија на општина Струмица, значи пошироката територија или регионот не го фаќаме, бидејќи се работи за овластен инспектор за туризам и гостителство кој работи на оваа територија. Останатите исто така имаат своја надлежност, ќе кажам, во делот на спортот. Значи инспектор за спорт е од понов датум и тој врши инспекција во делот на одржувањето на преварите, за условите за работа во спортските сали и спортските терени, и тој се разбира на еден начин превентивно делува во тој дел да може спортскиот натпревар да започне како што треба со сите предуслови пропишани со закони други акти и на крајот да даде своја констатација дека се завршило како што треба. Јас овде во оваа прилика би го кажал јавниот повик
кој е распишен од општина Струмица за финансирање на спортски здруженија и клубови и тренери. И вчера на седница на совет на општина Струмица помина една точка или повеќе точки кои се однесува на методологиите за финансирање и методологиите за критериумите за поддршка, значи, на оваа активност за спортските здруженија и тренери. Може ли да се открие колкав дел од буџетот е наменет токму за оваа стапка за финансирање на? Точната бројка не би можел сега да ја кажам, меѓутоа би рекол дека секој спортско здружение и спортски клуб добиваат онолку колку што е утврдено според нивната програмска активност. Така. Кои се активностите кои што може да ги превземе инспекторот? Јас верувам дека голем дел од граѓаните не се запознаени со овластувањата кои што ги имаат инспекторите. Така. Значи, како што реков, најпрво инспекторите делуваат превентивно и во случај на откриена неправилност при работата на одредена состојба, кај правно лице, кај физичко лице, може да се утврди или констатира таа неправилност да се отстрани во определен рок и на правното лице или на физичкото лице му се дава покана за едукација. Тоа е една новина во законите, со која се утврдува дека правното лице или физичко лице ја научило лекцијата за она што го направило за таа неправилност, меѓутоа во случај ако не дојде на едукација, а се смета дека едукацијата е спроведена, тогаш ќе се применат други мерки. Так. Се разбира. Санкции. Па санкции кои се утврдени со закон. Санкциите беа доста големи во последно време, значи несразмерно на она што се подразбира плата или личен доход или остварен приход на некој правно или физичко лице, бидејќи 7.000 евра, 3.000 евра, 5.000 евра. Она во однос на угостителството зборуваме или? Па во однос скоро на сите подречја, големи беа казните. Имаше големи казни и во образованието. Да, имаше големи, 1.000 евра за родител кој не го пуштил своето дете во редовно образование. Меѓутоа сега под притисок на јавноста државата се осмели и направи чекор назад, ќе кажем, ги намали казните. Како се движат? Под 300 до 400 евра е веќе и образованието, например. И сите други беа намалени за одреден процентен износ. Така, постојано го спомнувате ево овој термин надзор, дека инспекцијските работи всушност во голем дел се сведуваат на надзор на работата во образованието, во гостителството, во спортот. Што тоа значи? На кој начин се врши тој надзор, тоа наблюдување, следење на работата? Значи така, кога зборуваме за редовен надзор, инспекторот е должен да се јави претходно кај правното или кај странката кај што оди и да каже дека ќе изврши редовен надзор од одредена област која е во интерес на програмската структура, која што самиот инспектор ја има добиено и треба да ја реализира во текот на годината. Има огромен број на области според кои самите инспектори се движат во тој надзор и тој надзор представува утврдување на една реална состојба. Значи, поглед кон извршувањето на законите, дали правилно се извршуваат, дали има незаконски мерки, се гледаат, значи, акти, се гледаат документи, се гледаат, може да се гледаат фајлови на компјутер, може да се гледаат различни моменти кои секој инспектор за себе си го има утврдено во својата програма. Тој редовен надзор, значи, се планира и најчесто една недела претходно се најавува дека инспекторот ќе дојде, ќе го види тоа, ќе направи надзор и ќе констатира. Имаме ли и ненајавени, оние од кои што секогаш повеќе се плашат субјектите? Па така, ненајавените се во делот на службена должност, значи постапка по службена должност и по некоја пријава или само иницијативно? Најчесто е по пријава. Меѓутоа секогаш инспекторот е должен да се легитимира и да каже зошто е дојден, да ја каже иницијативата или пријавата, да каже што е намерата на надзорот и се разбира да ги види сите состојби во правното или кај физичкото лице, зависи за што се работи. Така. Какви се овластувањата во однос на мерките кои што ги превземете во рамките на инспекцијските работи?
Значи, властувањето се големи. Јас реков дека од делот на превенција за едукација, па сето оно што значи до прекршочна постапка. Ние како општина Струмица имаме една наша општинска, што се вели, политика да одиме превентивно кон надзорот и често пати на сите правни лица или странки во постапката да им кажеме каде сгрешиле, каде треба да се отстрани неправилноста и се разбира во кој рок, кој е законски, да ни дадат еден отчет, да кажат да, го средивме тоа, еве, благодариме, ни помогнавте и така натаму. Каква е соработката во тој смисол? Дали се заинтересирани и училиштата, и угостителските, и спортските здруженија за соработка, за корекција? Се разбира и мислам дека задоволството на граѓаните во тој дел е огромно, бидејќи се делува превентивно, значи им се укажува на слабостите, на недостатоците и на кој начин да ги надминат. Сето тоа допринесува една добра меѓусебна соработка и мислам дека локалната заедница треба да се на еден начин да биде задоволна кога има соработка со општината на тој начин. Така. Ние работиме според за казните. Годишно по колку казни се бележат ова одделение? Сигурно има и такви ситуации. Значи така, јас реков, груба бројка која што може. Значи нема казни, туку има една постапка до она прекршочна, нели, санкција или едукацијата, па отстранување на неправилноста и најчесто имаме запирање на постапката во тој дел. Интересни се особено угостителските објекти. Во кој дел се однесуваат надзорите на нив, во кој дел се прекршоците кои што може да се забележат, на кои што вие му кажувате? Па така, најчесто, значи, не само кај угостителските објекти, туку и воопшто, ќе кажам дека има непознавање на дел на законите, тоа никого не го оправдува, нели? Меѓутоа, ние сме должни да укажеме на тоа и најчесто кај угостителските објекти има непријавување, например, на одредена состојба, која е променета во однос на почетокот на започнувањето, или непријавување во делот на отварање на тие летни тераси и бавчи, како што се наречени, односно тоа е простор посебно наменет за такви угостителски услуги и тие се должни тоа да го пријават, зашто треба да се издаде решение и врз основа на тоа решение да се наплати определена такса. Јас овде би рекол, значи, за сите важи. Секоја промена, секој е должен да ја пријави во рок од 15 дена. Доколку не ја пријави, тогаш со надзорот кога се утврдува има, нели, други мерки и активности кои не се поволни за правното или физичкото лице. Бидејќи вие сте просветен инспектор, мислам дека можеме малку повеќе да зборуваме и на таа тема за актуелностите кои што ги има во образованието на територијата на општина Струмица. Во моментов кои проекти се работат во кои што општина Струмица учествува во областа на образованието? Сигурно има такви на кои што се работи во моментов. Така, јас веднаш би рекол дека општина Струмица уште со децентрализацијата се појавува како пилот општина во неколку проекти и секогаш прва настапува во тој дел да ги научи лекциите во делот на имплементација на тие проекти. Најактуелни сега во овој дел се проектот за инклузивно образование заедно со основното општинско училиште Видое Подгорец Струмица. Потоа неколку години наназад е нансен интегрираното образование во Маршал Тито Струмица. Најнов од минатата година е проектот за професионален развој на наставниците. Неколку години трае, веќе завршува проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Тоа ги опфати сите училишта и тука јас морам да кажам дека таа соработка со УСАИД и со МЦГО Скопје допринесе неколку училишта да добијат подобрување на условите за работа. Би ги спомнал прозорите во Видое Подгорец Струмица, Никола Карев Струмица, кровната површина во Маршал Тито Муртино, односно подрачното училиште во село Банско и други такви значи реконструкции, доградби или подобрување на условите.
Видео Подгорец го спомнавте како прво училиште кое што го применува проектот за инклузија. Има ли почетни резултати? Каков е одзивот во самото училиште во инклузијата? Можеме ли да зборуваме за фактичка инклузија или се уште тоа е фиктивна појава? Значи така, заврши обуката за сите представници од оделенска и предметна настава во училиштето. Тоа беа 5 модули. Последниот модул беше за формативното оценување на учениците во тој дел, значи, кои треба да се инклузивираат. Так. И тоа инклузивно образование опфаќа, значи, образование за сите ученици кои имаат потешкоти во работата, меѓутоа не само оние што се слаби ученици, туку и оние што се истекнуваат со работа, бидејќи и тие имаат потешкоти и на тој начин. За да може да се оствари правилно самата програма и за талентирани ученици и програмата за дополнителна, додатна настава и така натаму. Резултатите допрва ќе се гледат од... Се разбира. Така. Бидејќи зборуваме за проектите кои што се применуваат во моментов во општина Струмица, како стоиме со инвестициите? Во кој момент, во кои училишта се подобруваат условите, во кои се подобрени во овој период минатава година сега и какви се условите генерално за кабинетска настава, бидејќи по новата програма најголем дел од програмата треба да биде во кабинети. Имаме ли реално услови за таква настава? Реално услови за кабинетска настава, особено во основните училишта, нема поради двосменското работење, поради поголемиот број на ученици и се разбира поставеноста на самите училници со оние компјутери што беа донесени, така да секој кабинет би требало различно да биде опремен. На тој начин една пречка е тоа. И се разбира, втората пречка, бројот на ученици кои начелно шетаат по ходниците во делот кога треба да ги променат кабинетите, нели, за учење. Кога би имале едносменска работа, кога би имале поголем простор, тогаш сигурно би имало подобри услови. Оде би рекол, општина Струмица е една од општините која не должи никому во тој дел, например, средства за превоз на ученици и во основното и во средното образование, ги презема врските за тековно одржување на објектите, меѓутоа ги презема и врските што се дел од државата. Минатата година го имавме случајот со училиштето во село Свидовица, при што целосно беа променети покривната конструкција, прозорите, подовите, се изгради нов санитарен јазол, па се уреди дворната површина и се подобри условите за учениците. Други инвестиции во игралишта, во... Да, се разбира. Значи, во кои училишта има такви зафати? Направи повеќе спортски игралишта во населените места, во дворните површини на училиштата, ги уреди со реквизити и презеде дел од обврските за функционално опремување. Значи, тие училишта што има барања за такво функционално опремување, добија финансиски средства и нормално по таа постапка на јавна набавка си обезбедија она што им е потребно. Секоја година општина Струмица во својот буџет предвидува такви средства и секоја година секој училиште добива. Значи, ниту едно училиште не е изоставено од таа работа и за таа цел практично се подобрени условите за работа и за учениците, и за наставниците, а се надевам дека и самите родители се задоволни од тоа. Подготвени ли сме за уписите за првачињата, Ке имаме уписи наскоро? Да. Значи, се очекува сега наскоро да пристигнат списоците на деца кои дораснале за запишување во прво оделение и според податоците кои ќе ги добиеме од Министерството за правда, ќе знаеме отприлика колков е бројот со кој располагаме. Значи, таа очекувана бројка не можеме да ја кажеме како точна, бидејќи минатата година, ако имало, например, 700 родини, се запишеле 620, 630. Значи, 70 не се запишеле од различни причини. Има ли големи варијации во бројката од година во година? Трендот опаѓа, се зголемува? Вака, јас би рекол, ако ја гледаме една генерацијска поставеност на бројките, ќе кажеме дека варира од 550 до 630 ученици генерацијски. Значи,
прво оделение се запишуваат на пример 550, меѓутоа може да останат помалку или да се зголемат поради одредени причини на преселба од населените места од поширокиот регион на Струмица, значи доаѓаат овде. Или се запишале уште повеќе, 630 на пример, бидејќи по таа година имало повеќе родени деца. Најмала генерација е она што сега излегува како генерација, околу 400. Таа генерацијата која практично произлезе од концептот на премин од 8 годишно во 9 годишно основно образование. И сега со оваа бројка практично ќе се направи една пречка во запишувањето на ученици и во средното образование, бидејќи мала е бројката, а средното образование располага со капацитет од околу 1200 ученици, например за запишување во прва година. Ќе останат многу празни паралелки неверојатно. Па сега тоа ќе го видиме во јуни месец. Запишувањето на учениците во средното образование е во јуни и во август, а запишувањето на учениците во основното образование за прво оделение е во мај месец. Значи крајниот резултат ќе го знаеме некаде во крајот на јуни за основното и се разбира почетокот на учебната година ќе го каже своето. Но каков е трендот на ниво на општина, господине Озунов? Изминативе години се зборува за големи миграцијски промени. Се чувствува ли во образованието? Имаме ли загрозени паралелки, загрозени училишта на нашата територија? Па се чувствува тоа, јас не би рекол дека се загрозени, туку работат со намален број на ученици, бидејќи ние сме должни за секое дете да водиме грижа. И самиот закон има одредба во која вели дека доколку општината има средства, се финансираат паралелките со помал број на ученици, значи имаме ние паралелки со помал број на ученици од она што е предвидено во законот, од помалку од 25, односно 24, со 8 ученика, со 10, со 15, значи тоа мораме ние да го финансираме. Во кои населени места се ваквите примери? Каде се најмногу чувствува тој недостаток? Тоа се чувствува во последно време, например во основното училиште Гоце Делчев Велјуса, па дури ќе кажем и во едно Дабиле, Муртино. Таму големи промени настана и со поделувањето на новото училиште кое што во Петралинци. Така, во Петралинци, дел од практично тоа е од предмет на настава на ученици кои беа преземени во тоа основно училиште во Петралинци, иако пак доаѓаат и овде. Значи, таа природна насока на движење од селата Дрвош, да кажам, Старо Балдовци, па таму и од Ханзели, макар природната насока на движење доаѓа за Струмица, полесно му е, нели, да дојде во овој дел во Дабиле. Што не значи дека ние вршиме притисок на тој начин да ги запишеме децата, туку тие сами како родители и деца одлучуваат да дојдат, а тоа право го има. Така, каква е реонизацијата овде? Запишувањето на ученици кои што природно би требало да бидат во едно училиште, сакаат да бидат запишани во друго. Има ли конфликт во тој дел? Па не би рекол дека има конфликт, туку тоа е желба на родителите, бидејќи ќе го кажам и тоа, дека законот го дозволува. Доколку во училиштето има бројка на деца во паралелката, која не е поголема од 34, значи секој родител може да го запише своето дете во тоа училиште каде што сака. Реонизацијата постои. Таа реално, ако се ограничи на самите реони на училиштата, не мора да значи дека вкупниот број на деца што се родени на тоа подрачје, значи ќе бидат доволно за, нели, бројот на ученици по паралелки. Бидејќи градот на еден начин се разместува на едно друго подрачје. Сега гледаме овде на касарната имаме огромен број на нови стамбени објекти и сега би очекувале дека училиштето Сан Домасев ќе има притисок на поголем број деца, доколку нели се разбира се овде. Во моментов каква е ситуацијата? Кое училиште во овој град во општината има најголем број ученици од основните? Од основните Видо е Подгорец, Вапцаров и Сан Домасев предничат во бројките. Со помал број се другите училишта, најмал број има сега училиште во село Велјус. Така. Бидејќи учениците има промени во учениците, голем дел од граѓаните се разместуваат
одат да се иселуваат кон градот, кон надвор од државата. Каква е состојбата со кадрите? Дали имаме случаи во некои од подрачните училишта каде што наставник останал со недоволен број часови, како се надоместуваат часовите? Има ли наставници кои што одат ја извршуваат наставата во неколку училишта? Да, има наставници кои извршуваат работата во повеќе училишта, тоа зависи од фондот на часови, тоа зависи и од многу други услови. Значи, еден наставник кој има 2 часа неделно не може да оствари полн фонд во едно училиште, мора да отиде и во друго училиште, да го оствари својот полн фонд до 20 часа. Тоа зависи од бројот на паралелките, значи по оделенија, тоа зависи од многу други услови. Сега за сега јас би рекол дека ние немаме таков притисок да некој ни остане без работа. Значи, како што реков и пред малку, ние сме должни за секој ученик да водиме грижа и дури иако и еден, ќе треба да му обезбедиме ние редовно барем основно образование во тој дел, бидејќи средното образование иако е задолжително, меѓутоа немаме такви паралелки со еден ученик. Так. Имаме ученици кои не се заинтересирани за запишување во определен профил или насок. Так. Што се однесува пак до кадарот генерално, кои се вашите податоци? Во кои области имаме суфицит, во кои дефицит на наставен кадар? Дали се уште предшколската настава и учителките се така суфицит? Да, во тој дел значи воспитувачите или воспитувачките и во делот на оделенска настава кои имаат завршено педагошки факултет, педагози, наставници во оделенска настава, има во Агенцијата за вработување доста невработени. Јас би рекол дека последната бројка со која располагавме беше околу 70-тина. Меѓутоа тоа не значи дека сите тие чекаат активно на работа. Знам одредени кои се вработени на други работни места, бидејќи мора да имаат екзистенција од нешто. Меѓутоа би рекол, еве толку беше последната бројка 70, а дефицит имаме, се појавува дел на наставници од природните науки најчесто да недостасуваат. Значи не ни се запишуваат нам ученици на природните факултети. Понеатрактивни се сметаат? Така, ако кажеме математика, физика, хемија, биологија, значи овде помал број имаме. Така. Еве, господин Узунов, зборувавме доста за промените кои што ги трпи образованието. Во последно време актуелна е Кембридж програмата која што се применува во основното училиште и исто така екстерното тестирање. Две теми на кои што беа многу гласни родителите, па и дел од учениците. Вашето видување на тоа, дали ние сме подготвени за една таква програма, но и согледувањето и искуствата од екстерното тестирање. Потребно ли е навистина екстерно? За Кембридж програмата не би зборувал, бидејќи немам таква надежност, ниту да ја следам. Собствено мислено би кажал кога би имал сознание за тоа што се случува. И релативен краток период се и се разбира тоа би произлегло од годишните извештаи на училиштата каде што би стоеле одредени заклучоци и препораки во тој дел. Така. За екстерното оценување исто така би рекол свое размислување. Значи екстерното оценување е направено со цел да се види личниот успех на ученикот, а јас би рекол и неуспех, бидејќи за ученикот кој не дошол на полагање на екстерно тестирање, односно да биде оценет во тој дел, Така. му се става единица во свидетелството. Така. Тоа не е успех во овој дел. Значи, може да се случи дел од учениците намерно да не дојдат и да кажат, па, еве, во животот нема да ми треба оваа оценка. Тоа е погубно и за наставниците, бидејќи наставниците во тој дел ја губат сигурност. Значи, наставникот преку формативното и сумативното оценување во својот дел, планирање на оценувањето, у текот на една тековна година, тековна учебна година, ја дал својата оценка. И сега, мерката на таа оценка да се мери со нешто што е во моментот, нели, субјективно, е тешко да се каже. И затоа не се сигурни наставниците во тој дел. Многу од наставниците тоа го искажаа јавно. Јас реков, тоа е моје размислување и ќе го потврдам. Значи, ако учениците од едно подрачно училиште бидат донесени
да полагаат таков еден стандардизиран тест во матичното училиште, ти доаѓаат од една средина неподготвени од една страна, а второ, едноставно може да бидат и незаинтересирани. Особено во делот, например, еве би рекол на они ученици кои доволно и не го познаваат македонскиот јазик. Се работи за децата од турската заедница, например, во Банско, кога би дошле на таков еден екстерен тест, тие тешко дека ќе можат да го решат на начин како што би требало. Тоа е субјективно, реков, тоа е моje мислење и стојам зад него, бидејќи така и се покажува. Иако би рекол некој, да, екстерното тестирање помина без проблеми. Да, без технички проблеми поминало, меѓутоа не поминало без она дејство, притисок психички врз родителите, наставниците, учениците, што ќе биде утре. Во делот на оценувањето би рекол, ние имавме една компонента унапредување на оценувањето од страна на проектот на МИО, односно УСАИД проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, и сите наставници беа на обука, и сите наставници ги имаат сознанието на кој начин да го извршат формативното оценување и сумативното оценување, односно како да ги планираат начините на оценување во едно училиште кон своите ученици. Кога ученикот го знае исходот на оценката, значи знае што треба да научи, кои критериуми важат за него, тогаш тој ќе биде среќен со таа оценка што е добил. Најчесто во самите годишни извештаи на училишта стојат тие податоци, дека наставниците тоа го планираат и имаат успех. Ние направивме едно истражување пред некое време за успехот на учениците во учебната 2014 и 2015 година со однос, значи, на полугодие и крај на учебната година. Иако би рекол дека во почетокот на првото полугодие секогаш критериумите се поизострени на еден начин, меѓутоа тоа не значи дека немало подобрување на успехот кон крајот на годината. И заклучокот од ова истражување е точно дека успехот помалку или повеќе се подобрил кај сите ученици во основното образование. Истражувањето беше правено за учениците од 6 до 9 оделение. Што покажа пак и поведението? Влегува ли тоа во истражувањето или се однесуваше само на успехот во учењето? Не, поведението не влезе во истражувањето, меѓутоа јас би рекол дека во делот на конструкција на оценката влегува и тој дел. Дали ученикот бил редовен, дали ја следел наставата со интересирање, мотивираноста на ученикот. Значи тоа со проценти кажано влегува со 0,75% од оценката. Арно, ама и тоа е напредок за ученикот. Знае дека тоа го следува. Изготвивте и стратегија за развој на образованието за 5 годишен период. Што треба да покаже таа стратегија? Што се очекува од неа? Оваа стратегија ја правивме скоро 2 години и практично во овој дел, во овој документ мораме да кажеме дека заеднички утврдивме повеќе стратешки приоритети во делот на задоволни граѓани, обезбедување на услуги, развој на капацитети, управување со буџетот. Општина Струјница целосно ги препознава важноста и улогата на образованието во овој дел и се разбира тоа е и смислата на децентрализацијата во образованието, првенствено да се подобри пристапот до тие образовни услуги. Наставниците сега се на еден начин, ќе кажем, прекрстени во даватели на услуги, според новите законски одредби. И јас би рекол корисниците на услуги во Струјница, тоа се родителите, учениците, значи тоа ќе го почувствуваат подоцна. Значи ние не можеме за една година да кажеме дека сме направиле успех за една генерација. Генерацијски гледано од прво до 9 оделение еден ученик може да се промени многу. Најчесто на подобро. Бидејќи се трудиме учениците да добијат соодветно солидно образование. И практично визијата која каже на образованието е темел за слободата и интегритетот на граѓаните, ги содржи сите тие работи кои
практично ја прават и стратешката карта за развој на образованието за овој период. Развој на знаењата, вештините и интегритетот на учениците. Значи, воспоставување современи услови за работа и практики, интегрирање на локалните потреби, зголемување на атрактивноста на средните училишта. Значи, ние започнавме со овој дел уште минатата година и оваа година ќе кажам... Осовременување на некој начин на струките, на оно што се нуди во самото средно училиште. Значи, една анкета покажа дека има интерес за хотелско-гостителска струка. Така. И таа сега ја понудивме за предлог до Министерството за образование и наука. Значи, помина низ сите тие процеси, значи, на предлог од училиштата, предлог кон Советот на општина Струмица, Советот на општина Струмица ја донесе одлуката за тоа и се разбира очекуваме Министерството за образование и наука да даде согласност да излезе во конкурсот некаде во месец април, најчесто излегува 1 април, 2 април, конкурсот во кој ќе стои во тоа дека... Во рамките на која училиште би била оваа струка? Значи, барањето беше од Средното општинско училиште во Јане Сандански во Струмица. Така. Тоа е во соработка со италијанско училиште кое има интерес овде да инвестира, така да најверојатно тоа ќе оди како заедничка инвестиција во тој период. За прв пат имавме минатата година, односно оваа учебна година, и спортска паралелка во рамките на Средното општинско училиште Никола Карев, која што се покажа голем интерес за истата. Има ли и други паралелки кои што би требало да се отворат или пак постоечки кои што стануваат се понеатрактивни или можеби и ќе се укинат? После такви размислувања. Значи, спортската паралелка веќе е втора генерација, така да има интерес за неја и општина Струмица целосно ја финансира во делот на тренерите, наставниците, во делот на она логистичка, административно-техничка поддршка, потребите за одржување на превари, патување и така натаму. Во анкетата што беше направена од Центарот на заедници, за околу, ми се чини, 900 ученици од 8 и 9 оделение, интересот за понатамошните струки и профили се сведува на она што и досега ни се случува, медицинските паралелки во Димитар Влахов, така, економските паралелки, гимназија, делот од паралелките во Никола Карев од електрострука, од сообраќајната струка. Најмалку атрактивни се оние што веројатно имаат многу работа, кај текстилните работници. Иако имаше таму нова струка за моден дизајн. Таму има одреден интерес, меѓутоа за конфекцијски техничар и за она 3-годишно образование нема интерес. Иако ние имаме фабрики кои имаат потреба од текстилни работници, и се разбира тоа во иднина сигурно ќе се рефлектира на потребата ако се отвараат нови погони, а ќе нема такви кадри. Одреден мал интерес има и во она земјоделската струка за градинар цвеќар, меѓутоа, еве ќе кажеме дека уште во првиот рок за пријавување во јуни месец, земјоделското училиште скоро ги покрива сите струки, односно запишуваат ученици во сите струки и профили. Кој е во моментов, еве, како заокружување на овој разговор, кој е најатрактивно од средните училишта? Ако до пред некоја година тоа беше гимназијата, со овие нови модерни струки во Димитар Влахов сериозна конкуренција прави, но и техничкото училиште со новите паралелки кои што се повеќе ги отвора. Се правили, еве, некој надпревар помеѓу училиштата, кој да ги зема најдобрите ученици? Па вака, поделбата на самите ученици доаѓа од една дисперзија, односно средината од која доаѓаат. Значи, ние имаме од 106 населени места ученици кои патуваат секојдневно кон средните училишта. И сега интересот е различен. Значи, има огромен број на ученици кои сакаат да се запишат гимназија и да поминат на повисок степен на образование. Атрактивноста не смееме да ја гледаме преку тој дел, бидејќи гимназијата е една посебна состојба, а стручните училишта се посебна. Значи,
Некој смета дека ако се запише гимназија, ќе има поголема проодност на сите факултети, а некој мисли дека ако се запише нели во медицинска струка, ќе има проодност на оние факултети од тој дел, значи фармација, медицински факултет, стоматологија и слично. А тоа и се случува на теренот. Или од електрострука, значи веднаш кога би отишол на електрофакултет, на тој начин ќе има подобра проодност со добиени сознанија од претходното образование. Атрактивноста се гледа, јас реков и пред малку, во еден дел на едно 4 годишно, една генерација цела. Имаме ситуации, ученик ќе се запише во гимназија, па сака да се пресели во друго училиште. Се запише во стручно образование, па сака да дојде во гимназија. Таа проодност малку им прави потешкоти и на учениците и наставниците, бидејќи самиот ученик треба да дополага одредени предмети, минувајќи ја средината на учење. Господин Озунов, еве како еден крај на овој разговор да го заокружиме, во последниве години се прават многу напори да се доближиме кон европскиот начин на образование. Каде сме на тој пат, еве едно ваше видување? Дали нашиот ученик, нашиот интелектуалец утре може да застане рамо до рамо со европските, што му е потребно на македонското образование за да има уште поквалитетни кадри кои што ќе бидат спремни да се борат на пазарот на трудот? Јас би рекол дека Струмица гради доста добар кадар, бидејќи покажувајќи една состојба на ученици кои отишле од овде, се запишеле на факултет и останале да работат како асистенти, како професори, отишле во останатите земји да работат и станале стручнаци од своите области и се цените во своите области. Значи, морам да кажам дека од општина Струмица, можеби не сме први, меѓутоа сме меѓу првите. Значи, рангот тешко можеме дека да го направиме на тој начин, секој може да се рангира на различни начини. Така. Арнона, состојбата покажува дека ние имаме стварно солидни ученици кои завршуваат и напредуваат во својата кариера. А тоа се разбира, произлегува од сето оно што максимално општина Струмица го дава како подобрување на условите за работа, начинот на изведување на наставата, следење. Се разбира, ние кога се мериме со европското образование, мораме да преземеме дел и од принципите на работа. Сега за сега не можеме да кажеме дека со условите за работа сме исти. Реков, двосменско работење има. Во одреден број на училиште има едносменско работење. Кога бевме во Швајцарија преку проектот на Песталоци, посетивме едно училиште во кое се изведува настава од прво до шесто оделение. Значи имаше некаде околу 400 ученика и верувате, тие работат во една смена. Учениците се таму на настава од 8 часа до 16 часа. Значи, тие си одат дома и ништо немаат за работа. Цело време си го сработуваат оно што им е потребно овде. Училиштето беше опремено со свој еден колектор за струја, значи кој работи на природен, односно на ветар, направен од самите наставници. Значи, тие креирале нешто свое и нормално и учениците во тој дел помогнале. Ние ги немаме тие услови во сите училишта. Јас би рекол, кога би имале такви услови да изградиме нови училишта, за кои е потребно државата да инвестира, на територијата на општина Струмица можеме да направиме уште подобри услови за работа. Да се надеваме дека ќе се стремиме кон таму и дека ќе се случуваат многу позитивни промени во образованието. Јас ви благодарам за учеството, за присуството овде. Се надевам дека многу работи во областа на одделението за инспекцијски работи во образованието, финансиите, спортот, угостителството и туризмот, овој обемно одделение, дека им ги разјаснивме на гледачите,
дека се чекор поблиску до она кое што го работат инспекторите во ово одделение и се надевам дека кога ќе има новини и повеќе интересни теми на кои што може да разговараме, нови проекти, ќе бидете повторно на располагање да им објасниме и да ги запознаеме гледачите на канал ВИС. Било благодарам и вам. Почитувани гледачи, тоа беше редовната емисија Отворено со општината. Останете со нашата програма и не заборавајте, следниот четврток сме со нов гост и ново издание, нова емисија. Пријатно!